Во Македонија се регистрирани околу 400 деца алергични на глутен, кои веќе неколку години од осамостојувањето на нашата држава се надеваат дека некој ќе се сети на нив и ќе им помогне. И покрај тоа што родителите се имаат обратено за помош која би се состоела во набавка на храна што може да ја користат ваквите деца до Министерството за здравство, оттаму одговор се уште нема. Нашите деца не се болни, но тие мораат да се хранат со специјална храна целиот свој живот, а таа чини многу, рекоа родителите на децата на денешната пресконференција во просториите на детската амбасада. Руската пресметка вели дека на едно 7-годишно дете во просек му требаат 10 кг безглутенско брашно месечно или околу 120 кг годишно. Ако се земе во предвид дека килограм такво брашно кое кај нас го нема и мора да се набавува во странство, чини од 4 до 15 марки, на семејството му требаат од 480 до 1800 германски марки годишно само за брашно. Тука не се вклучени трошоците за превоз и царина, не е вклучена нервозата и постојаните молби до луѓето кои одат во земји каде што се произведува безглутенска храна да донесат некој килограм повеќе. Единствена организација која се обиде некако да ни помогне во минатата година, рекоа родителите, е детската амбасада. На денешен ден, минатата година, во рамки на амбасадата, беше формиран центарот за деца алергични на глутен, преку кој се обезбедија неколку пратки хуманитарна помош со ваква храна, се направија напори да се запознае Министерството за здравство со проблемите со кои се соочуваат семејствата за набавка на безглутенско брашно, а беше направен и контакт со предпријатието Житолукс, при што беа разгледани можностите за добивање на оваа храна преку нашата индустрија. Преку хуманитарната организација Екилибр, центарот стапи во контакт со францускиот центар за деца алергични на глутен и оттаму сега редовно пристигнува информаторот за начините на исхрана на децата, наменет за родителите. Сето ова се уште не е доволно за решавање на проблемот, зашто како што можеше да се слушне на пресконференцијата, ова е само моментно задоволување на потребите на децата. Неопходно е вклучување на државата, од која се бара сериозно да се зафати со решавање на проблемот, односно да почне со производство на храната, а на родителите чии финансиски можности не дозволуваат набавка на доволно количество брашно, да им помогне со партиципација во трошоците. Освен тоа, како што нагласи доктор Груева од детската клиника, итно мора да се набави ендоскоп и сонди со кои се дијагностицира болеста целијакија. На децата ова им е неопходно, зашто тие и онака се доволно хендикепирани, сметајќи дека не се како другите врсници, зашто не можат да јадат многу работи, не можат да се хранат во училиштата,